Претходно во Диетално максимално гледавте. Претходно во Диетално максимално имавме ненајавена контрола која што никој не очекуваше. Клаудија задзвоне на вратата на Виолета без најава, без подготовка и без време на средување на навиките. Што навистина се криеше во кујната? Што имаше во фрижедерот кога камерите не се таму? Дали полиците се полни со здрав избор или пак старите искушенија се уште владеат по дома? Од фрижедер до шпајс, Клаудија направи вистинска инспекција на секојдневните навики на Виолета, а реакциите беа забавни и изненадувачки. Сега да видиме што има овде. Шо са и фрижидерот ќе ми го отвориш? Да. Леле, шо направи? Мадре ми. Сега? Ај се да видам што оценки ќе ми даваш за работите што ги имам во фрижидерот. Многу ти ме изненади вака сега. И дека во фрижидерот ќе ми отвориш? Сега тоа е душо моја што така да ти кажам. И сега? Ова е окей. Да. Ова е окей. Да. Што е ова? Маслинки. Да. Тука што имам? Тука правев домашна мармалада. Добро. И со стевија. Така нешто понекогаш така си правам. Зеленчук овошје. Не, ова толку ми ноше. Тортили со чија. Ова од мачките ми, за мачката. Добро. Милено ми е, знаеш, си купувам стално. Добро. Ја имам работа. Стварно. Да. Ако сакаш, слушај, ако... Пак сега јас велам, да седниме, да се напиеме нешто, Добро. да се почастиме. Да видам ја. Каков зелник сум месела со прас и со изварка. Што си месела? Зелник со прас и извар, пита. Преубо нешто. Може? Ке се фрли. Како? Ова ке се фрли. Чекај сега. Сега сте нудам нешто јас, моје производство што имам направено, ти Јас ке го фрлам. ми забрануваш овие покедеме Šta je производи ovo? да ги Šta je употребувам. Печурки. Печурки. Може? Може, а ова што е? Скуша нешто, риба. У што? Во маслиново масло. Скуша во маслиново и со домат масло. Домат. Ај, Окей. ова? Па во салатата го клаваме, балсамико. Да. И што има унутра, знаеш? Стварно? Што И да има не го унутра? потребувам. Ама ти знаеш поќе. што има унутра? Мене важно убо ми е и Добро, ја да моја ги ти ова запие. кога има за унутра вкус. шекери. Убо ми е, стварно. И то соја некој сос. Да, тоа ти треба. Не ми треба. Да, како убаво слано, а? Не ли? Не ли е слано? Што е ова? Луто. Пак некој сос. Да. А? Да. Да, па вие само со сосови се радите. Леле. Тортили. Ова е тортили со чија семе. Да, тортили со чијата е здраво чија сега. семе. Да И тоа видам. ќе ми го фрлеш. Чекај. Еве ја види, со чија слика има. А овие можеш од сега сама да ги правиш, ки ти ги оставам, а од сега ќе ги правиш сама. Добро. Овде што има? Тоа е путар. Добро, и тоа не се јаде, но добро. Што е? Кашкавал. Ова е Сирење. сиренце. Ова е сиренце. Абеци, ова е да се штава на лепче. На лепче. Добро ја. Добро е, вкусно е. Да, ова што И е? тоа дозгора па кога ќе го ставиш. Нека го Мераци, Значи, бајни. ова ти е сос. Леле. Сос некој? Ова што е? Добро да знам. Мајонез. Од сега па да не го купам. И па сега да Мајонез. знам јас си кркам. Шо ќе ми се Мајонез. допадне нешто од маркет и ќе речам леле ова вкусно, убаво ќе си го купам. Добро, овде има кетчуп. Кетчуп не се јаде. Не? Не, Ај, добро. не може. Правиме мали промени, но со големи резултати. Се надевам дека и денеска ќе бидеме ничија инспирација. Добре ни дојдовте во новото дружење во Диетално максимално на вашата Канал 5 телевизија. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Денеска во Диетално максимално. Време е Ивана да го слушна сигналот на своето тело. Ивана е во Биотак, каде што ќе направи детални здравствени проверки и анализи што ќе покажат како организмот реагира на досегашните навики и што треба да се промени за да започне вистинската трансформација. Што ќе откријат резултатите, кои се најважните препораки за нејзиното здравје и дали Ивана е подготвена за нови правила и поздрав животен стил. А покрај здравствените совети, нутриционистот Емилија ќе ни покаже како би можело брзиот оброк да биде вкусен, лесен и подготвен на здрав начин.
Гледајте не денеска во Диетално максимално, затоа што добрите навики започнуваат со мали, но паметни избори. Добар ден. Добар ден. Повелете. Здраво. Сум од Катица. Јас сум Ивана Миловска. Ти благодарам на приемот денес и на прегледот. Се слушнав со колешките што не се учеснички. Многу се задоволни од вас и од вашата поликлиника и благодарам однапред. Ви сте да ми е чести задоволство што сте со нас. Ви благодарам се уште гледаме. еднаш. Повелете. Ала. Како сте, Ивана, кажете ми? Добре сум. Добре Фала сум. на прашање, да. Така, кажете ми, Ивана, дали имате некои здравствени проблеми? Здравствен проблем 2019 после првата бременост инсулинемија добив и се уште пијам терапија глукофаж од 750 XR. Во меѓувреме испитав, мислам дека не ни ја имав веќе до душа, меѓутоа поради тежината ми оставија ендокринологот ми рече да продолжам со пиење. Добро, бременоста беше уредна, така? Да, Немате бременост проблеми? не. После тоа имав уште една неуредна бременост, сега веќе имам детенца, успешна бременост трета. Така, добро. Значи само метформин примате од Метформин, терапија, да, така? А да. друго нешто дали Ништо не. взимате? Не. Други здравствени проблеми Не, дали имате? не. Операции дали сте правени? Имам правена операција на скршените на скочен злоп од коленица, други вака операции на органи, на нешто не. Така, дали сте алергичен на нешто? Па ми појавува алергија танин од време на време, но друго нешто вака не, имам некоја автоимуна алергија, не може да се открие на што. Од септември до април ми тече носот. Така, примате тогаш по потреба некој антихистаминик? Примав, меѓутоа не делува нешто посебно, така да си ги терам месеците, се чекаме мај да си дојде, тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. Така, добро. Дали сте пушач? Да. По колку? По колку цигари Да, пушам? по колку цигари? Па кутија дневно сигурно. Така. Колку време сте пушач? Па бев 7 години пушач, во текот на бременосите паузирав. Не пушав сега 2 години, од пред 7-8 месеци повторно сум пушач. Повторно сте пушач. Така, добро. Дали дома го мерите крвниот притисок? Да. Имам сопруг со хипертензија, така да знам јас сум кој мери. Така? Ајде, како беше на еден кој мери притисок, сите се редиме да мериме притисок. Може да видам? Да. Која? 10 лева. Левата. Одлично. 110-70. Од кога сте вака со покачена телесна тежина? Цел живот се борам со килограмите, меѓутоа вака баш покачена после бременоста. После сега. бременоста, Да. така сте биле на некои до сега посебни режими на исхрана. Комерцијални диети сум држала, ќе ослабам, ќе си ги вратам тој Така. ефект и се безуспешно, краткотрајно. Физичка активност, дали имате секојдневно нешто да Трчам спортувате? по детето, да друго немам ништо. Ништо Активност немате не. друго, така. Сте правили до сега ехо на абдомен? Да. Да, така. Сега ќе повториме уште еднаш ехото на абдомен, ќе ги видиме органите на абдоменот. Тоа е црниот дроб, жолчката, бубрезите, панкреас, абдоминалната аорта, мочниот миор. Ти благодарам. Како се? Повелете, можете да се легнете на креветчето. Кажете ми ваши податоци. Ивана Миловска, 35 годишна возраст. Сега ќе ставиме малку гелче. Ќе започнеме, како што ви кажав, со преглед на органите на абдоменот. Започнуваме веја жолчката. Жолчката е добра.
Со нормални зидови не гледаме внатре. Знаци за камчења или некои други аномалии. Црниот дроб ни е малку повеќе заместен. Кажете ми како пиете вода и течности? Па сега вие 2 недели малце повеќе, инаку со една чаша на ден без вода. Така? Не Да. пиете, да. Значи имате доста песокче во бубрезите. Минимум 2 литра течности на ден е пожелно за секој. Значи двата бубрега, сега ќе ги измериме димензиите, да видиме дали се со нормални димензии. А тоа песокта се ствара бидејќи недоволно течности се внесуваат. Значи повеќе работи може да бидат поврзани со појава на песок во бубрезите. Бубрезите ни се со уредни димензии, значи. Знаци за застој, дека има некое поголемо камче кое што ни прави пречка, проблем, не гледаме. Панкреас. Уреден. Да видиме абдоминалната аорта каква е. Отлично, абдоминална аорта со уреден проток, нема атеросклеротични плаки. Бешика недоволно исполнета, значи повеќе вода за следниот преглед. Пред цикл сте? Не, Не? не ми заврши. Пред колку време? Па пред неполна недела, пред 5 дена 6. Добра. Едно од задолжителните содржини во диетално максимално ни е секако препорака за нешто вкусно, сочно, интересно и убаво како предлог рецепт кој што треба да го имаме во нашето редовно мени. Денеска сме во Нутриен и тоа разговараме со Емилија Спасовска-Мојсовска, нашата Ени, која што ни беше нутриционист во првата сезона. И бидејќи ние нели си соработуваме со сите со кои што и претходно сме имале соработка, и сите кои што се придржуваат до здравата храна и препораките за здравиот начин на живот, една од тие е секако и Иви. Денеска сме на гости кај неа. Иви, добар ден и добре не дојде. Диетално максимално. Благодарам. Сезона, замисли. Така, трета сезона е многу брзо поминува времето, сите сме живи и здрави, значи тоа е Дај Боже да многу важно. бидејќи здрава се храниме, нели? Точно така и Така. секогаш здравите навики што ги препорачуваме се благодат за луѓето при еден убав рецепт ќе биде добра идеја за сите. Токму така јас бев во првата сезона како нутриционист и сите ми се прва љубов, значи јас сум нутриционист, првата љубов на диетално максимално. Апсолутно. И за овие што се во оваа трета сезона посакувам многу успех и бидејќи е многу интересно темпото со диетално максимално, има убави дружби, посакувам значи тоа да остане до крај. Бидејќи Така. убави тим билдинг. Така, Онака, апсолутно. бидејќи ние сме еден тим во диетално максимално, каде што навистина убаво се дружиме и меѓу другото и убаво и се храниме.
Токму така И се не трудиме и треба да се потрудиме да го балансираме животот. Значи верувам дека тргнувајќи лично од себе, лично од вас и сите други, брзиот начин на живот, брзото темпо предизвикува нели да ние посегнеме по храна која што не е секогаш здрава, меѓутоа 80% спрема 20% треба да имаме баланс. На тој Тоа начин значи дека ти одобруваш понекогаш да се пртне некоја пица, зашто да некој не? гиро. Некоја палачинка, а тоа да знаеме, Сојузно. зашто да не, зашто е тоа чудно? Зошто? Не би пробала? Јадеш? Значи така, да. Пише. Работата Како дека би пробала. Така, Но работата ние е да да тоа што е забрано. така, не е апсолутно ништо забрането. Палачинката кога ќе се направи во здрава варијанта, така и кога ќе имаме некаков путер од кикирики или путер од јаткасти плодови со мет и со тан е здрава варијанта. Меѓутоа треба да го збалансираме целиот тек и оброк во текот на денот, со поедок, ручек и вечера. Кога како да имаме физичка активност и да имаме фокус и концентрација во целиот ден. Значи, нутриционистот, јас како нутриционист, оној човек што доаѓа кај мене, ако му забранам некоја работа, влегува во комфортна зона и на тој начин нели мозокот си прави забрани, а тоа не е Ако пише надолго. она што е забрането секогаш уште секогаш посладко. Така Да. е, интересно, А вистина е кога тоа. навистина ќе дозволиме некогаш да имаме слободен ден, ние нема тоа да го злоупотребиме. Ќе имаме, меѓутоа со разум. Така да секогаш Дај ми на слободен ден да видиш. така Добро, мојот разум ќе Така, проработи за живот. меѓутоа сакам да кажам дека балансот треба да го воспоставиме ние како нутриционисти, треба да помогнеме за да се одржи дали се вишок од килограми, дали решавање на здравствен проблем, бидејќи вишокот на килограми се проблем и кај дечињата и кај возрастните и носат ризик фактор за хронични незаразни заболувања, кои што навистина може да бидат проблем. Меѓутоа, ако ние ги намалиме тие намирници што се забранети, па еднаш во неделата, па и во месецот, па да ги проречиме, ние сме направиле благодет на нашето тело. И не сега, сега го овој кажеме рецептов и преди да ни кажеш што си имаме тука затоа што имаме многу работи, само сакам да прашам, навиката кај голем дел и од гледачите и кај мене и во моите семејство и кај пријателите е грицкалките. Односно грицкањето на смоки, нешто навеше растовано кога се гледа некогава серија на канал 5, Токму ние имаме убави серии, тогаш Токму така, телото бара нешто за грицкање. Зошто го бара тоа телото? Затоа што ние кога немаме појадокот, кога немаме ручек, кога немаме вечера во временска рамка и кога треба да биде ужинка, пиење вода или овошје, јаткасти плодови, нашето тело страда затоа што во еден оброк ние сакаме во текот на вечерта кога ќе се вратиме од работа, децата кога ќе се вратат од училиште, не сме дали нутритивна богата храна, односно не земал организмот нутритивна богата храна затоа што бурек, джилница, геврек, нешто ќе земе колку благот да го замаскира и кога ќе се врати дома детето јаде и протеини, и јаглехидрати и се во еден оброк и на тој начин тие грицки што се во нездрава варијанта се заради неадекватниот баланс на храна. Треба да се има појадок, ручек и вечера, затоа што кога веќе ќе пregладне организмот, ние не знаеме дали ни се пие вода, дали ни се јаде, што ни се јаде, дали е благо или солено, буквално самиот мозок и самото тело не може да ги разграничи тие работи. Сега оваа салата, мојот вид разграничува многу работи од тика пред мене. така, можеме да ја комбинираме оваа салата и тоа како сакаш. Мед, што е цимет? Тоа е цимет, така има кокос, суво грозје, бадеми, оревиц, свекло, морков, краставичка и пченка, авокадо. Сите намирници што јас ги сакам, ова што е само кажи? Тоа е дресинг, каде што може да го приклучиме, да го додадеме во оваа салата, а може и да го направиме во друга салата, така да никогаш нема да сгрешиме. Тоа е мед, сен и малку лимон. Така да оваа салата што ќе ја направиме, можеш и ти да си ги избереш намирниците, ама салатата ќе ја крстиме нутри комбо салата, значи микс од повеќе состојки и секогаш јас кога зборувам на моите клиенти, кога даваме режим на исхрана или некаков тип на салата, да имаш реноликост. А што значи тоа? Значи да биде зелена, портокалова, црвена, каде што тука ги имаме и свежите ензими, имаме растителни влакна
имаме витамини, имаме минерали и благопријатно делува на нашиот дигестивен систем, а што значи да не држи сити. Внесуваме енергија, затоа што таа енергија ни треба, па и многу луѓе кога ќе спомнат јас за појадок, значи оваа салата може да биде за појадок, за ручек и за вечера. Јас салата за мене не е својствено. Зошто да не? Од самиот почеток на денот кога ќе направиме оваа варијанта со зеленчуци, па кога ќе додадеме сува лошијаткасти плодови, па мед со малку сен и навистина е многу вкусно. Еве ќе го додадеме тука и авокадото. И навистина од броците можеме да ги правиме ние како сакаме во здрава варијанта, наместо едноставност, да одбереме едноставност наместо сложени работи каде што сложено ќе биде и нашето здравје, нели? Колку поедноставно правиме и ние обработуваме термички, изобилуваме со свежи ензими. Случуваме што пиреца да видиме за колку време можеме да направиме. Колку време само даваш кажи. Ете така. Видиме на крајот. Ајде, имаме рукола. Рукола, мојата омилена. Значи витамините да не зборуваме. Добра. Значи благодет за секој, а особено за оние луѓе, јас вака директно од централа што се вика, додавам ченка. Она наједноставната од конзервани или пак сварена така, апсолутно, краставички. И знаеме дека краставичката во летниот период ја вади душата, нели на некој начин. Имаме повеќе вода, но имаме и минерали. Додаваме морковчето, каротен, па убаво и за кожата, почнуваат и убави топли денови, па нели да спремаме кожата и на плашата и да заштитиме од оксидативен стрес кој што се изложуваме на витаминот D од надвор, си така. корисен. И сега еве вака ќе го додадам Авокадото. тука малку и авокадото. Јас би взела цело авокадо, ама барем половина да го имаме во овој оброк, бидејќи има омега-3, 6 масни киселини. Буквално оваа салата ги имаме сите потребни нутриенти, кои што ќе ни ја дадат и енергијата и витамините, па и да го на некој начин одржиме имунитетот на завидно ниво. Од секото да не зборуваме, многу сме зборувале, да спомнеме. Користете го едноставно од ова, се што можете да вклучите во исхраната, е оваа комбинација, комбо комбинација. А дури е корисно исто така за крвната слика, колку се управа железото. Апсолутно, исто заедно со руколата, тука е рибчето, ченката, омега-3, па има и минерали. Буквално ово што е богато со масти. Анкица, ти си се научила со овие нутриционисти, сите буквално во кој овоше што има. Јас само ја презентирам салатата, ама значи тоа е добро познато на сите. Значи, оваа комбинација, овие витамини и минерали буквално ги има во јаткавците плодови, во овошјето и во зеленчукот. И сега малце ќе додадам суво грозје, може да се додаде таа сладкост што треба да има салатата, од друга страна нели така. И што сега друго да додадеме, може малку метче. Може само кокос не додавај, затоа што нема да јадам салатата. Па кој рече дека за тебе салатата? Па сега вака како изгледа, бугами, па не мислиш дека ти ќе остава? Така, нема. Јас ќе се јадам оваа салата, чекам медот го чекаме. Ајде вака. И медот сладка, значи ајде да кажеме шумски мед според она како што можам да видам. Така, ова е ливадски мед и навистина е добар. Јас многу често медот дома го мешам со џумбир со малку лимонче, јапкасти плодови и ставам брусница. Тоа е добро и за имунитетот, и за крвната слика, или може да се додаде и семе од копива. За оние луѓе кои што имаат проблем со крвната слика, таква комбинација е многу добра да се има во преди. Доколку некој не е алергичен на мед. Малку ставаме растливо масло и оваа комбо салата баш комбо салата. И само да кажеме тоа што не е кафа, туку е цеден лимон. Ете така, лимонче додадовме. А кафата е баба. Е така на здравје нека ти е. Имаш така? Да. И ние ја направивме, повеќе зборувавме наместо што и веќе сега уште една билешка измеша салатата, така? Вака, уште може, пред да почнеш да мешаш, ива колегата ќе го замолам за да ја сними, убаво, да ги видиме комбинациите. И уште еднаш да повториме, значи, веќе времето е стопирано.
На екран гледате ниве сите колку време не требаше да се направи салатата со сето зборување за тоа колку што е корисно. Така, знаеш што? Кои ги ставиме Сега на треба и друга салатата. што Перица да пуштиме за колку време ќе изедеш оваа салата. Не стави кокос, па повелим за тебе нека биде салатата. Дали смеам има малку со синки? Може. Да ја појачам? Да, јас затоа што додадов орели, па затоа не ги додадов синките. Ајде ми стави цимер. Можеш и ти да си измешаш салатката. Ако сакаш и да си пробаш. Ама Ај, можеме и вака? ајде, заедно мешаме. Може да спуштиш долу. Така, Да не направим ни контигна. ништо страшно. Ајде да видиме што сме направиле. Освен што збораме. Со ананас во комбинација. Со авокадо. Тоа да јас па ананас. Некој го треба со ананас. Треба. Не идам паметно да се. Да. Не оставам никога. Така. Ми ја патила во рака. Побели салфетка. Навистина е вкусна. Има и за вас. Карминот ќе ни остана? Добра. И да не остане, нема за што да жалиме. Оваква салата не ме ради со карминот, искрено да ти кажам. Апсолутно. Направете оваа салата и уживете во вкусовите. Чао! Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Се гледаме утре во истото време. Довидување.